Познатиот северно-македонски министер за понадвор, Бујарче, звани Икебана, моја мала сад е у Јапану, тира-тира-ри-ра-ри-ра-ра. Тој Бујарче звани Икебана не советува да не сме купувале бензин на пумпите на Лукоил, затоа што со тоа сме ја финансирале руската воена машинерија, оној дронот бе го финансираме бе, а не тоа мандалото на Ронџенеми. Ја мајката, како дојде до вакиов заклучок бе, Бујар? Галиба двојазично дојде до овој гениален заклучок. А во 2001 година, кога купуев моркови и крастајци од Кујтим од Кондово онде на зелено пазарче, веројатно Бујар купуев и по еден метак за еколозите од Шара на чело со Али Ахмети, а? Менторот твој бе, Бујарче, а? Ајде моркови, ајде крастајци со секој купен морков донирате по еден метак за Али и 40 екологисти кои што се во шумата. Може би денеска го дониравте токму вашиот куршум, а? Што е наменет токму за вас. Тенгере! А може би не, може би тоа никогаш не се знае. Животот е руски рулет, драги мои. Да. Руски рулет, а не украински. Видите, немај бе се со мандалот на Ронџенеми. А ја да го прашам Бујарче, Бејзинче, кога купуваме на Пластичарска улица без фискални, кого го финансираме тогаш бе, Бујар? Кина ја финансира, ракетниот програм на Кина го финансираме бе, Бујар, а? Кого на Пентагон биолошките лаборатории у Украина сигурно не ги финансираме според тебе. Ама Кина ја финансираме, Кина. Да. Кога пиеме кафе во Тетово, Струја, Кичево или Гостивар, а не ни даваат фискална, кого го финансираме бе, Бујар? А? Бразил го финансираме? А? Бело Хоризонте, ФК Бело Хоризонте, а? Или ФК Ботафого, а? Пошто кафето нели од Бразил доаѓа? Кога цело Арачиново не плаќа данок, кого го финансираме бе, Бујар? Светската банка? Ајде, немој ти мене тука мандалото на Ронџенеми. Немојте, молам се, како ти кажам. После со тие дупли камати нели го покриваат данокот на пилотиве, а ние другите што сме ние другиве, а летечки овци, а кои го враќаме со генерации, а кога кондовци не плаќаат струја, кого го финансираме бе, Бујар? Веројатно Туле, овој Тотал електричарот, назовеќе роднинава овој, а? Или кого го финансираме? Кочо струја? Или син му на Муса, оној Муса, а? Или оној бројачот за пари на бирото на Али? Да врти нешто бе, греота е таква германска машина да седи така без работа, сува, мислам, без евра, без долари на сува, да не се врти на сува бе, жаба на сува, не крека бе, ало! Или кога од некое министерство ќе ни кажат соодветни рамковни кадри да донесеме фактура, ама робата не мора да ја носиме, ќе ни ја платат и после да донесеме кај типот 50% кеш, тогаш кого финансираме? А? Па себе. А? Кај пари 50%, кај цела роба дома да си ја продаеш на црно, а бе, супер бе, зелен бизнис бе, нема проблем бе. Мандала на Ронџенеми. Бе, Бујар, битно е ти да си коректен со своите газди. Знаеш како викаат сега во народот? Со онаа квази држава владее дипшит и плитки мозоци. Ако знаеме кој е дипшит, веројатно треба да погодиме кои се тие плитки сервилни мозоци кои владеат. Не очекуваме ти да ги штитиш македонските интереси. Ти со своите постапки досега 1000 пати покажа дека подраги ти се албанските и косовските интереси, а после тоа бугарските интереси да кажеме. За жал, од таму не зимаш плата, ама па ти не живееш од плата бе, ја глуп, мислам како може да кажам дека ти живееш од плата. Ти не живееш од плата бе. Ти си уште ставени да преговараш за македонскиот идентитет и за јазикот со бугарите. Ама во Апсурдистан и тоа ни е малку, да ти каже тебе нешто прекутасецки. Се ти што ќе препорачаш народот обратно ќе направи. Тебе ни албанците не ти веруваат бе. Слушај што ќе ти кажам бе. Секој ден ми го кажуваат тоа. Посебно од моментот кога на списокот за нова влада имаше 67 пратеници подпишани, а вие зелените од ДУИ заедно со вашите ментори од кадето успеавте да го дотерате до 59 со познатиот трик на Дейвид Коперфилд кога исчезнува пратеник на 2-3 дена и одеднаш се појавува
нели као телепортиран од Стар Трек онака. Демократски и европски, бе, топ сте, бе, така за исчезнување и појавување на пратеници, бе. Ова го знаат сите честни албанци, бе, Бујар. И да ти кажам уште нешто, да го сакаше Украина толку Косово досега ќе го признаеше. А? Бујар, мислам дека врска немаш ти од надворешна политика. Слушај, ај чао, отидов да си ставам бензинче кај Лукоил и да си пијам, нели, кафенце, руско, одлично. Имам далото на рончење. Бризови бил Бриза и еден наш познат политичар у парламент. И така цел свет разбрал да познат политичар има ешерихија коли у грло. И тие негови колеги у парламент почнале да го дупат да ешерихија коли у грло му и од многу јадење говна у говорница. Па овај политичар многу се изнервирал, се вратил назад у тој државна лабораторија и почнал да се дере. Че ви ебе матеру пичка со калашников, од кај на мене ешерихија коли у грло. Па овие морале да му прават втор бриз и му направили втор бриз и така се дознали за тој скандал што паднале тие бризови од тој смотан лаборант доле на Патос. Леле, и од среќа пајдушко ке заиграв. Почнав да го љубам Љутви и така весел си одскокав до дома.